учиш? Да, да ти прочитам нешто интересно? Те слушам. Лисицата е диво животно од родот на кучиња. Со голема рунтава опашка и со издолжена муцка. Има одличен вид. Очите ѝ се со златно-жолта боја, а зениците и се вертикално издолжени, како на мачката. Лисицата има силни нозе, па може да трча со брзина до 70 км на час. А опашката и помага во одржувањето рамнотежа кога изведува акробатски скокови. Овие особини ја прават лисицата една од највештите во ловењето плен, а уште поголема вештина покажува кога ја гонат. Затоа, за човек кој брзо се снаоѓа и умее во своја полза да ги решава проблемите, често се вели дека е итар како лисица. Тато често ми вели: лисица една, многу ситра. Ајде, сега јас да ти прочитам нешто, може? Четириножните животни се собрале да си изберат поглавар. Се договориле тој што ќе покаже најмногу искуство, ум и умење, тој ќе стане нивен водач. И така, едно по едно, животните покажувале што ги прави посебни. Волкот ги покажал страшните заби. Целата шума се е затресла кога мечката рикнала. Еленот прошетал со раскошните рогови. Сите се стаписале од остриот поглед и од канџите на орелот. Дошло време за мајмунот. Подскокнал, 10 пати се превртел преку глава, заиграл како вистински танчер и сите ги зачудил, ги воодушевил, па во еден глас рекле дека мајмунот е достоен да управува со царството на животните. Само лисицата се противела на ваквата одлука, но што можела да направи една против сите други. Затоа замолкнала, но ден-два потоа, шетајки низ шумата, налетала на големо парче месо во стапица. Веднаш го викнала мајмунот и му рекла: мајмуне, го најдов ова парче месо, но според законот не смеам да го земам. Тоа тебе ти припаѓа, ти си поглаварот. Ти треба да го земеш. Имаш право, мудра лисицо, одговорил мајмунот, па потрчал да го земе месото и оп, се фатил во стапицата. Ајде сега, игра и скока и мајмун еден. Подбивајки се, му рекла лисицата: ако некој сака над многумина да владее и да управува, ум му треба, а не вртење и превртување. Секогаш ли во приказните лисицата излегува најтра? Лисицата, минувајќи преку еден плот, се лизнала и, за да не падне, се фатила за една капина. Леле! Од трњето на капината се испогребала, сите шепи ги раскрварила. Црна ми е твојата помош. Почнала да се жали лисицата. Подобро ке ми беше да падне од кого од тебе да побарав помош. Леле. Кутрата, јас како си ме осакатила? Кој ти е крив? Одговорила капината. Кој ти рече за мене да се фатиш и од мене помош да бараш, кога знаеш како јас помагам?
Дури и ако си итар како лисица, треба да внимаваш од кого бараш помош и од кого да очекуваш добрина. Затоа што не знаеш колку сето тоа може да те чини. Денеска научив многу работи за лисицата, но не само за лисицата.